Децата во Македонија имаат кликер за наука, прашањето е дали возрастните имаат кликер како на вистински начин да им ја представат. Зошто македонските ученици упорно постигнуваат ниски резултати на меѓународните тестирања? Каде грешиме во представувањето на науката на децата ако ти имаат кликер за тоа? Здраво, јас сум Весна Ивановска Илиевска од Умно МК, ова е нова епизода на Умен подкаст. Поздрав до нашите спонзори, Pix Plus, место за секој фотограф и видеограф. Многу ни значи вашата поддршка, се извинувам, и убаво би било да кликнете subscribe на нашиот YouTube канал 101 Podcast Studio и да ни заследите на профилите на Instagram и на Facebook на Умно МК. Пред 3 години ја прашав зошто е важно децата да одат на конференција за наука. Таа едноставно ми кажа затоа што се учи теле, а не во. Таа е гостинка во нашата епизода, магистер Драгана Стикова. Таа е директорка на фондацијата Кантерот, која што ја издава платформата Наука за деца. Драгана, добри дојде, благодарам многу што се согласи да ни бидеш гостинка. Добро ве најдов, фала за поканата. Како си, Драгана? Добро, фала. Мене сме со ова се учи теле, а не вол, ама да, така беше, знам дека ти го кажав тоа. Да. Го напишав и во интервјуто, ама знам дека имавме едно сладко смеење по телефон. Да, беше, јас многу се смеев, затоа што е точно, многу е точно. Сакам да позборуваме малку за платформата Наука за деца. Тоа е се што сме посакувале долго време. Денеска го имаме како пакет. Значи да имаме вакви содржини поврзани со наука, со предмети првенствено од природни науки, каде што се е многу убаво објаснето, кратко, едноставно, разбирливо за децата. И на македонски јазик исто така. Визуелно одлично спакувано за да може секој да го разбере. Кажи ми, како почна идејата за оваа платформа? Издавач е фондацијата Кантерот. Случи тоа во еден период кога ти, се сеќавам, подготвуваше една работилница, многу посветено, внимателно, работилница што требаше да се одржи во Францускиот институт. И наеднаш, земјата престана да се врти. Да. Светот сопре се случи кандидат. Светот сопре и срцето моје сопре, кога ми се откажа мојата работилница. Да, во тој период работев во Француски институт. Една од обврските ми беа организирање на саботните креативни работилници. Мислам дека беше некаде 14 март закажана работилницата. 10-11 март наеднаш се престана, знаете како сите Се сеќаваш на датумите. Да. И јас некако болна легнав, мислам, јас сум екстроверт, мене ми требаат луѓе, мене ми требаат децата, мене ми требаат енергијата и некако пандемијата за мене значеше голем шок. Така да јас болна легнав, не од корона, ама заради корона. Така, да. И во тие денови на очењување, да речам, некако уз муабети се роди идејата за наука за деца онлайн. Затоа што тогаш се префрли онлайн. Устари во тој период уште не бевме префрлени онлайн. Ни дадоа некои 2 недели адаптација, мислам, не преидовме веднаш онлайн. И така се роди наука за деца, некако јас и Никола успеавме да ги скомбинираме двете наши љубови заедно, да речем. Неговата љубов кон науката, а мојата љубов кон децата. И некако така се спои тоа во наука за деца. Првичната идеја ни беше дека ќе почнеме со работилници, онлайн работилници, нешто што ќе ги занимава децата за време на пандемијата. Меѓутоа воспоставивме соработка со Оксо, искрено не се ни сеќавам како се случи таа соработка. Меѓутоа некако некој не стави во контакт. Почнавме да обработуваме наставни содржини. И така тематски, така од тематски. Да, значи ја најдовме една невладина од Англија, Few School. Од неја, значи, склучивме соработка со нив и од неја ги позајмивме видеата. Тие видеа потоа ги обработивме на македонски, ги преведовме, ги синхронизиравме и ги пуштивме за употреба. Идејата беше, значи, да се покрие наставната програма, така да соработувавме со наставници кои што ни одвојуваа, значи, што се работи во периодот тогаш, значи, април до јуни. Значи, паралелно вие наследевте програмата. Да. И секоја недела, значи, објавувавме видеа, биологија, математика, физика и хемија. Не за целата наставна програма, за дел од наставната програма.
Потоа следната година продолживме, значи покривме од септември до март. Затоа што следната учебна повторно беше онлайн. Да. Да, тогаш цела една беше Да, имаме една цела учебна година покриена со видеа кои што ја следат македонската наставна програма во училиште. И тоа некако го замислувавме да биде како помош за децата кога учат дома, помош за наставниците што пробуваат да ги научат децата на далечина и некако ни се виде како добра идеја и како добар почеток. И затоа некако експериментите што првично ги замислувавме останаа за подоцна. Јасно. Подоцна се роди тоа. Искрено, јас го гледам и како помош за родителите, затоа што И за родителите, да. едуциран на вистински начин да му помогне на детето, а баш на овој начин мислам може и да го исконтролира и да му представи баш онака еден интересен визуелен начин како да совлада некоја тематска единица од одреден. Идејата беше да биде на македонски, затоа што тешко се наоѓаат материјали, не сам има на англиски, ама па не сите деца разбираат англиски. Така. Особено кои што се врзани со нешто, апсолутно. Кажи ми, во наука за деца се вклучени многу луѓе, научници, наставници, лектори, продуценти, значи сте собрани онака еден екипа. Фокусот е на, како што спомна, хемија, биологија, физика и математика, а интересно е што се главни креатори на содржините се три сестри, Бојана, Менка и Марија Стојанови, сите три докторки на науки. Да. Бојана е доктор на науки по биологија, Менка по физика, Марија по компјутерски науки. Баш ме интересира, раскажи ни како се направи ова здружување? Како го формиравте ти? Интересно, некако се случи во исто време. Значи се случи пандемијата, Никола почна да ја прави таа сиеста заедница заедно со Кирил Гаштелски. Значи тој е коосновач на таа сиеста заедница. Ние кога му ја презентиравме идејата на Кирил, тој рече јас имам човек за вас. Да. Значи имаме една пријателка која би сакала да се вклучи во вашата иницијатива, доктор на науки по физика и многу сака да работи со деца. И така не запозна со Менка. Значи ние првиот контакт со Менка го остваривме. Имаше обострано бендисување. Така да веднаш почнавме да соработуваме и скоро откако почнавме да соработуваме, Менка рече јас имам две сестри и тие сакаат да се вклучат во вашата иницијатива, дали може? Секако. Значи она би донесе Бојана и Марија. И така почнавме со нашето, да речам, фантастично трио од Кавадарци. Меѓутоа тука не престана соработката, потоа ни дојде и Дафинка, и таа е од Кавадарци, и Надица, и таа е од Кавадарци. Значи они многу придонесоа кон целото организирање, да речем, на платформата Наука за деца. Менка исто потоа се вклучи откако не ги направивме видеата, ги прегледувавме видеата, значи сите овие луѓе што ни помагаат ги прегледуваа видеата дали се точни од научен аспект. Имавме наставници со кои што соработувавме преку професорот Владо од Финки, Владимир Трајковиќ и Маја Виденовиќ, наставничка по информатика. И преку нивната невладина, како се викаше, ја се сетам во моментов. Океј, може. Дигет, да. Мидеше којата, ма не Дигет. Преку нивната невладина, значи соработувавме со наставници кои што ги правеа преводите, затоа што не е лесно тие стручни термини да се преведат на македонски. Пошто сите ние знаеме англиски, ама кога дојде некој стручен термин викаш, не знам како е. Заистина се добро да го владееш јазикот, термините не ги познаваш апсолутно. Така да имавме еден тим што работеше со нас, а потоа откако ги, да речам, завршивме тие видеа, Менка некако продолжи да прави експерименти за деца. Значи ги објавуваше преку платформата Наука за деца, правеше некогаш видеа, некогаш имаше писмено објаснување. Меѓутоа сите експерименти беа прилагодени за деца, безбедни да се направат дома, лесни да се направат дома и некако идејата беше дека ете и родителите, и наставниците, и децата ќе имаат нешто да прават за време на. Кажи ми, се сеќаваш ли на тие први денови фидбекот каков беше? Мислам интересот онака гледачи. За гледачи не сум сигурна во моментов, меѓутоа начинот на кој што тимот се собра околу нас, тоа беше фасцинантно. Да. Значи, почна со муабетот со Кирил и после само доаѓаа луѓе. Така. И јас сакам. Да. Не, понекогаш онака кога од негови работи се случуваат фантастични здружувања. Верувам дека ова никогаш немаше да се случи да не беше ковидот. Значи сите најверојатно, да, си бреа да го све се приклучуваа на состаноци редовно.
се дискутираше два некогаш кога не можевме да најдеме решение за нешто, а сите со своите обврски, нели? Така, меѓутоа беше фасцинантно како се собра тимот толку брзо и толку многу луѓе почнаа да работат на тоа. Така да од почеток не се сеќавам на фидбекот од децата и наставниците, меѓутоа на кога малку одмина пандемијата, се уште не беа отворени училиштата, меѓутоа почнавме ние веќе со работилници, а дури правевме работилници во школските дворови. Да, клуб имаше, И тоа беше ние им понудивме, значи тоа беше идеја на наставниците искрено, значи оле рекоа ќе извадиме се натвор дали може во училишниот двор. Не смееме да ме примират. Натре ние рековме не. Идеја, да. Знаете во Македонија времето е скоро секогаш упало, така да не беше никаков проблем. Искористивте Да, мислам преубава беше атмосферата и децата беа многу ангажирани во тоа што се случуваше на работилницата. Кажи ми, интересно ми е што најголем дел од луѓето што се вклучени во содржините на наука за деца се универзитетски професори или доктори на науки чија што првенствена комуникација е со возрастни луѓе. Ти пак доаѓаш од светот на образованието кој што е насочено кон деца од пониските одделенија, така генерално од основно образование. Да. Кажи ми, како одеа подготовките, да речеме, имате ли некогаш натегање, чекај терминов и на македонски, не е соодветен, децата нема да го разберат. Како ти се вклучуваш во овој дел, за да се исполираат нештата, и финалната верзија да биде баш достапна за сите. И за оние деца кои што се, да речеме, поталентирани за овие области и оние кои што не разбираат доволно, а имаат потенцијал да научат нешто ново. Вака се гледа кога некој човек работел со деца или кога не работел со деца, нели работи со возрастни. Често се случува некои професори што работат само со возрастни да не сакаат да предаваат на деца, затоа што едноставно начинот е поинаков. Така. Сега со Менка го немавме тој проблем. Значи Менка е дете почуша. Она знае како да им го представи тоа, значи апсолутно разбира како и да работите, иако работела и со возрасти. Меѓутоа имавме на неколку наврати не толку за терминологијата, туку за начинот на организирање на активностите. Еве, например, втората конференција кога организиравме беше во Нова, прв пат во Нова, затоа што првата не беше во Телеком. И кога отидовме првиот пат, значи да видиме кои простории ни се на располагање, значи во кој дел од школата ќе се одржува конференцијата, нели, за да можеме да го направиме концептот, ни покажаа неколку училници, некои од тие не ни беа на истиот спрат. И имаше една голема училница на вториот спрат со, да речам, секакви джиджи-миджиња внатре. И ни беше и таа на располагање, меѓутоа не беше толку близко, лесно да се стигне до неа. И Никола веднаш рече, па нема проблем, па ќе им кажеме на децата, па ќе се качат горе, па после ќе се сигнат, па тука малце ќе седат, па овде малце ќе седат и ќе им кажеме ништо да не чепкаат. И вика, тоа може би со возрастни студенти. Да. Може би тие поголемите деца, меѓутоа нашата, да речам, граница на конференциите е 7 години. Така. Меѓутоа редовно добиваме и помали деца. Значи 5 годишни деца обавезно доаѓаат и тие се исклучително самостојни и ангажирани во се што се прави таму, меѓутоа сепак една поголема група од мали деца не се контролира толку лесно колку една поголема група од возрастни. Не е толку едноставно. Јасно. Така да треба некогаш и возрастните професори да се насочат, да размислуваат. Да се вратат на времето кога тие биле деца, апсолутно. Вака во 2022, еве ја спомнав, првата конференција ја организиравте. Присуствував, се сеќавам, салата беше преполна со деца. Значи траеше 3 часа. Едно дете не ја напушти, значи и самата кажа дека имаше деца помали од 7 години, имаше деца и по 10 на 12 години, но сите внимателно ги слушаа, ги впиваа содржините. Се случи втората конференција, годинава беше и третата конференција наука за деца. Кажи ми, како си задоволна, како се развива цела оваа иницијатива? Па вака, ние сме презадоволни како се развива се. Значи, стварно, да ме прашаше некој во 2020, тогаш кога светот се запре дека вака ќе се развива се, ќе му кажав, најверојатно нема шанси. Меѓутоа, наидовме на многу добри реакции и од професорите, и од родителите, и од децата, што е најважно.
Значи, на првата конференција што правивме во Телеком, нашиот концепт беше со една група на деца. Значи, требаше да има утрински работилници со заеднички дел 5 зошто 5 затоа со научници. Меѓутоа имаше толку многу голем интерес, затоа што прво ние рековме, ајде ќе ве ставиме на листа на чекање, ама таа листа на чекање стана огромна и отворивме уште една сесија. Така да затоа имаше 2 сесии тој ден, во кој што децата се преклопува во средната сесија, така, каде што беше нели дискусијата со научниците. Така беше и на втората конференција, така беше и на третата конференција. Бројот и постепено расте, значи на втората имавме повеќе отколку на првата. Сега после се префрливме во нова, некако после првата конференција нова не забележа, ни придоа, рекоа дека сакаат да соработуваат со нас. Некако многу е убаво таките што препозна нешто во нас, ја препознаа нашата мисија. И многу е убаво оваа соработка, затоа што сепак нова е училиште. Да. И повеќе одговара на нашиот концепт. Просторот, Просторот е соодветен. Тоа што они нудат е соодветно, децата се воодушевени кога ќе отидат тамо. Така да мислам дека се развива и подобро од очекуваното. Интересни се темите. Од првата до втората до третата конференција, мислам, темите апсолутно го следат темпото на нештата во образованието и не само тоа, туку нештата кои што тековно се случуваат, се развиваат во светот. Еве годинава беше вештачка интелигенција беше во фокусот, нешто што веројатно допрва ќе следи. Вие го фаќате пионерскиот чекор што се вели во обработка на темата и посветување внимание. Годинава имавте, да речеме, и професори од странство, видни научници кои што држеа предавања. И нашите стипендисти држеа предавања, тоа беше стипендистите што беше многу важно. Освен темите, секоја година на самата платформа Наука за деца, значи настрана од конференцијата, воведувате нови нешта. Во текот на годината имате постојано некакви онлайн предизвици. Дали да цртаат цртежи поврзани со наука, дали да направат интересни експерименти, значи она што го праќаат децата е фантастично. Значи видеата сами дома прават научни експерименти, ги снимаат, се разбира со дозвола од родители. Ви ги испраќаат, а потоа вие избирате победници. Различни предизвици и се трудиме да им понудиме на децата нешто различно. Значи да не биде толку сувопарно како на училиште, напиши ова, кажи ова, колку е ова, како е ова, туку самите некако да вложат дел од себе во тоа што го прават, затоа што ако им дадете на децата да речам слобода они да искреираат, повеќе се внесуваат. Мојот омилен надпревар е тој надпревар, 1 минута наука. Идејата беше во 1 минута да се представи научен концепт на некој хумористичен начин. Мислам, не мора ни толку хумористичен, али добивме многу хумористични видеа. Раскажи ни нешто помало. Видеата беа преубави. Сега тоа беше малку одамна, нема многу детали. Меѓутоа знам дека тој состанок траеше близу 3 сати, затоа што едноставно не можевме никако се договориме кои ќе бидат победниците. На крај доделивме повеќе награди од предвиденото, затоа што не можевме да ги оставиме децата, ама стварно мислам дека повеќе од 3 сати ни траеше состанокот, затоа што едноставно не можевме да одбереме. Спомни, раскажи ни некој од експериментите што ги праќа, онака што ти, ако се сеќаваш, што ти одамна беше тоа беше првите надпревари. Што ти остави впечаток. Значи како што гледав имаше балони полнеа со вода, имаше секакви експерименти. Тие што ни оставија впечаток реално и добија награда. Значи првата награда беше за Њутоновиот закон. Тоа се Калина и Јаков. Јасен. Јаков е третото дете, значи тој им е брат и Јаков учествува на сите наши надпревари, плюс Јаков ни е и стипендист, нели, преку Кјостаров, меѓутоа неговиот брат и неговата сестра учествува исто на тој надпревар, ја добија првата награда. Можам да кажам една анегдота од една од работилниците, за еден прекрасен одговор што ми го даде едно дете. Работилницата беше за магнети. Мислам дека во тој момент децата беа второ оделение.
И јас пробувам некако, ги прашувам, значи, кој е најголемиот магнет и пробувам некако да ги асоцирам, да ми кажат дека земјата е. И јас кажувам нешто, тие погодуваат, ама не е, тоа не е. Тоа е едно дете вака стои, најднаш крева рака, вика, јас. И викам, ајде повели, вика, најголемиот магнет е љубовта. Така да тоа ми е останато како, да речам, најголем впечаток на одговор на дете од работилниците, значи, што ги имаме правено по училиштата. Да. Апсолутно. Мислам дека тој одговор и даде сосема поинаков тек на работилницата после. Да, верувам. Да. Кажи ми, освен новите нешта што ги воведувате, често воведувате и награди. Значи, еднаш доделувате пакетчиња наука за деца, еднаш имавте и повредна награда Nintendo Switch. Прашањето ми е, колку овие нешта ги мотивираат децата? Дали наградата им е мотивација или едноставно сакаат да покажат што знаат? Секако е за пофалба. Да, знаете, многу е убаво кога нели ќе ги пофалите децата, ама многу е убаво и кога ќе добијат нешто за нивниот труд. Мислам, покрај пофалбата. Сега, не сакаме да ги гледаме ние наградите како начин да ги купиме децата да направат нешто. Апсолутно. Туку сакаме да го гледаме како начин да ги мотивираме. Значи, како ветер во грбот за да направат нешто свое и да направат нешто оригинално. И верувам дека е и така. Мислам дека не е 100% учество заради наградата. Тука има и некоја друга сатисфакција, нели, на тоа да добиеш награда, да бидеш најдобриот, да бидеш пофален, да бидеш признаен, да бидеш прв, секако. Мислам дека ние се трудиме да им презентираме на децата различни работи, на интересен начин, на необичен начин, на интерактивен начин. И мислам дека тоа многу им значи. И мислам дека и затоа сакаат многу да учествуваат. А стварно секогаш од почетокот дури и помислувавме на конкурсите дали ќе има доволно деца. Сега веќе не помислуваме дали ќе има доволно деца. Сигурни сме дека ќе има и секогаш има. Кој е најдобриот да го наградиме? Дури некогаш толку многу има што не можеме како да ги селектираме, да ги направиме за да одбереме победник. Фантастични беа годинава близначките кои што ја освоија првата награда нели за научна презентација, колега Стиков, прв пат ја вовидовте оваа година. Двете близначки, второ, трето одделение беа, малечки беа од Битола. Близначките мислам дека се некаде четврто одделение, пето, да не се лажам, ама четврто или пето. Значи од Битола кој на фантастичен начин прикажа како беше клима уред, како работи на соларни панели. Смарт венецијанерки. Смарт венецијанерки, Не, беа на вистина фантастични. Мислам дека го имате видеото на платформата Наука за деца, кој сака може да го види. Секако. Стварно беа. Близначките се наши долгогодишни учеснички. Значи тие учествуваат скоро на сите наши надпревари. Заедно со нивната мајка, која е професорка по физика и исклучително активна. Значи, од самите наши почетоци е она со незините ученици. Јас дури името и го запамтив затоа што децата цело време бара сертификат и за неа. Значи кога ние ќе им пратевме сертификати за нив за учество на надпревар да нешто, они секогаш бара и за наставничката. И јас така го запамтив незиното име уште пред да запознам. Така. А неколку пати и го сгрешивме затоа што има две презимиња, едното е на Ска, едното е на Ва. И цело време имавме сите пермутации ги имаме направено со сертификатите. Така да они се секогаш многу активни, ама и нивната мајка минатата година доби награда за НЗД професор. Така. Да, значи со сите активности што ги има направено, со сите деца што ги има мотивирано, со сите видеа што ни ги имаат пратено, мислам дека едноставно наградата си беше заслужена. Еве оваа година незините деца направија значи преубаво видео. За жал не можеа да дојдат на конференцијата затоа што се разболеа, ама ете некако има возможивме нели преку Zoom да ги вклучиме. Во живо вклучување беа на вистина симпатични, мислам такви пресреќни беа, и они беа пресреќни, мислам дека и многу им беше криво што не можеа да дојдат во живо, ама и многу убаво излезе па што успеавме да ги уклучиме сепак, нели да осетат малку дел од атмосферата. Јасно. Сакав да ја спомнем и другата награда Иван Честаров, која што се состои од менторирање на одреден ученик кој што ќе добие награда, кој што е избран за стипендист. Мислам дека по 5 мина стипендисти се избираат секоја година. Интересно е што
дел од наградата, освен паричен дел, нели што ја доделува семејството на Ќестаров, другиот дел од наградата е едногодишно менторирање од наш научник, професор, најчесто се тоа на многу видни универзитети во светот. Значи, добиваат практично приватен тутор цела година да работат на одреден проект со афинитет личен што има секој ученик. Сметам дека ова е од најголемите работи што ги прави платформата Наука за деца, затоа што во Македонија односот кон талентираните ученици, не зборувам за односот на државата, туку едноставно талентираните ученици нема начин системот да ги препознае, да ги насочи, да ги води за да го развиваат својот потенцијал, уште од основно образование. Какво е значењето на ова менторирање? Значи, да учиш од најдобриот. Да. Вака, како што сите би рекле, значи од непроценливо значење. Затоа и го воведовме. Значи, првично беше идејата, кога зборувавме, значи, со професор Венка Симовска, значи, таа е донатор на наградата, не се роди веднаш идејата за менторство, значи, тоа се роди малку подоцна. Меѓутоа, ете така, ја востановивме таа награда за извореден научен потенцијал, значи тоа е баш за талентирани деца. Затоа што сите останати работи што се покриени со наука за деца се за сите деца во Македонија. Значи, не ги издвојуваме. Меѓутоа, оваа награда е за талентирани деца. Значи, баш треба да имаат, значи, постигнувања во одредено поле, значи, да имаат учествувано на надпревари. Имаме ние апликација што ни ја пополнуваат, таму ни даваат објаснување за тоа се што постигнали, што направиле. Секако и за нивната идеја за која што ќе ги искористат парите што ќе ги добијат од наградата, значи тоа треба да биде добра идеја и нешто што нели ќе биде корисно. Така да тоа е паричниот дел. Истото се случи како и со видејата што спомнав, значи не можевме да се одлучиме за првото место. И на крај одлучивме дека ќе имаме петорица финалисти, сепак нели едно прво место моравме да одбереме. Меѓутоа тие ги земавме под наша закрила, обезбедивме ментори. Сега ти спомна едногодишно, значи планот е да не биде едногодишно. Значи тие една година се спрема за да презентираат на оваа конференција. Тоа ми беше не појаснив. Идејата е да продолжат и понатаму. Значи идејата е да си го имаат они тој ментор и да може тој ментор да речам да им го малку барем да им го истрасира и да им го отвори патот на тие детски умови, затоа што треба такво нешто. Мислам, традиционалното образование не може да се справи со сите таленти, значи што ги има во еден училишен систем. И нормално е, затоа што наставникот е еден, децата се 30 и не може да се посвети внимание. Значи, ако системот не направи екстра напор за идентификување на тие таленти и за следење на тие таленти, тогаш не можеме никако да го кривиме наставникот дека не направил нешто. Едноставно, системот треба да се потруди повеќе. Така да, еве, ние тука, да речам, да помогнеме малку, ние да бидеме ветер во грбот за тие деца, за да можат да се работуваат со тие ментори, за да можат да напредуваат, да можат да бидат мотивирани и да постигнуваат успеси. Знаеш како, не често менторот дава само техничка поддршка, инспирацијата да продолжиш да се занимаваш со тоа што го правиш, значи онака уште доволно е некојаш насока некој да ти даде, не натаму навака тргни. Ма толку еден збор нели секогаш треба за да се отворат светови онака. А менторите дефинитивно цела година напорно работеа со нашите стипендисти. Прво, значи, нели секој требаше да си одбере свое поле на интерес, па врз основа на тоа ги најдовме менторите, па ги споивме, па работеа на презентациите и финално презентираа на третата конференција наука за деца. Сите презентации беа феноменални, како мислам тоа беа деца кои што се девето оделение или почнале прва година, сега се беа девето кога ја добија наградата, значи двајца беа и осмо. Сега се седмо беа, сега се осмо. Мислам презентациите беа на ниво на презентација на студент. На вистина е многу беа спремни, неверојатни беа, мислам дека јас и Никола имавме повеќе трема од нив. Стварно беа фантастични. Пресвртницата во однос на целиот овој концепт што го работите се случи пак кога се навратиме на ковид и она научна заедница СИЕС што се формираше.
Има повеќе од 300 научници од цел свет. Кои што македонски се вклучени, научници. Македонски научници, да, што работат во светот и што се вклучени во заедницата. И тие се всушност организмот кој што функционира заедно со Кантарот, значи се поддржува фондацијата, тие се веројатно основните донатори на се што работи понатаму Првата Кантарот. конференција кога ја организиравме беше скоро исклучиво финансирана, да речам, од Сиеста заедницата. Нормално имавме и други мали донации, меѓутоа големиот дел беше од Сиеста заедницата. И не само финансиската поддршка, значи нас многу ни значи што они го може да ни обезбедат менторство за децата. Затоа што концептот на менторство има еволуирано во текот на годините. Значи, сега некако се гледа, ако имаш ментор, тутор да речам, тоа е за да добиеш подобра оценка. Или ако нешто не можеш да го разбереш, па за да можеш нели да поправиш оценката, Меѓутоа не било секогаш така. Значи, порано туторите не биле за добивање петка. Туку тие биле за исклучително талентирани деца, за да можат, значи, да ги насочат, да ги бутнат за да напредуваат повеќе. Значи, Галилео, Ајнштајн, значи сите се растени со тутори. Тоа било како престиж да имаш свој тутор. Така да, има еден невронаучник, Ерик Холл, што има напишано неколку статии во врска со менторството. Едната е од тие зашто веќе не произведуваме Ајнштајни. Можно е да е заради тоа, затоа што веќе немаме, значи тие деца ни се губат во системот. Талентираните деца ни поминуваат низ пукнатините на системот. Значи не успеваме да ги фатиме и да ги насочиме. Така да можеби ако го вратиме менторството какво што било порано, ќе успееме да произведеме новата ера на новите Ајнштајни. Фантастично кажано, спакувано. Кажи ми, ти мислам многу ти е интересна твојата професија. Имаш магистратура по образование на Санта Клара, еден од најстарите универзитети во Калифорнија. Кај нас постојат студии по педагогија, по педагошки науки на неколку универзитети во Македонија, но нема студии по образование. Објасни ни малку што значи да се биде магистер по образование, по вакви студии, мислам онака баш разјасни ни малку растерение на маглината. Што се изучува? Има ли некаква сличност со македонскиот образовен систем? Да можеш нешто од тоа веднаш да имплементираш, што би било тоа? Кои се оние практичните насоки што се изучуваат на една ваква насока? Да, јас завршив магистериум на Санта Клара во Калифорнија. Тоа беше такво освежување за мене, значи мислам дека уживав додека го правев магистериумот, значи ептен го погодив, да речам, затоа што ова ми е втор магистериум што го запишувам. Еднаш кога се запишав на магистериум по економски, ама не добив виза и не отидов. Ова беше, значи, втор пат. Ама тогаш решив, значи, да сменам. И многу ми е мило што сменив, затоа што навистина беше нешто што ми лежи на срце. Што ти се погоди. Да. Сега малку е нефер да зборувам јас како е тука, затоа што не сум била тука ни на студии по педагогија, не сум била ни на педагошки факултет, така да е малку нефер да кажувам, нели, како е тука. Можеме да спомнеме се извинувам, до дипломските студии на што ти беа? Економски. Значи и тие не ми. Затоа ептен не сум во ситуација да давам коментар. Апсолутно. Меѓутоа би кажала дека темите што се обработуваат се слични, меѓутоа начинот на кој што се обработуваат темите е различен. Значи контактот со професорот, интеракцијата на часот, начинот на кој што се презентира материјата, тоа што се бара од тебе на финалниот испит, тоа што се бара на проектите. Мислам, сакаш книга на испит? Да, повели, земи книга на испит, слободно отвори ја. Ама ако не си работел цел семестар, нема да го направиш финалниот испит. Затоа што тамо не се сведува ништо на точно, неточно, правилно, неправилно. Не можеш да го препишеш, не можеш, затоа што задачата ти бара нешто сосема друго. А и никогаш не можеме да се, значи, ние во Македонија многу сакаме да бидеме или на 0 или на 100. Или е точно или е неточно. Или е правилно или е неправилно. Или единица, ако не мора 5 да биде. Да, значи немаме некоја средина, а ние сме тука малку под средина, малку над средина.
Тоа е нешто различно што мислам дека таму ми остави впечаток. Така. Затоа што јас кога се појавив на првиот час што го земав на пример, беше развој, студентски развој се викаше предметот. И професорката извади една книга, друга книга, трета книга, некои концепти, нешто нафала и вика, па до крајот на семестрот, усвари таму се триместри, ќе знаете се ова и ќе треба да напишете ваков и ваков есеј. И јас се вратив дома, викам, леле, што е ова? Што треба? Се извадив Што се од бара од памет. мене? Пошто мене автоматски ме потсеќа на учење Така. на тие книги, ама апсолутно тоа не се состоеше во учење на тие книги, меѓутоа јас сепак знаев се од тоа. Така. Значи, од сите задачи што се прават, од сите истражувања што се прават, пред нели да дојде финалниот проект, Јасно. пред да дојде финалниот испит, после више тоа тие концепти ги грицка за доручек едноставно. Да. Толку си заживеан со тоа. Така да тоа е нешто што е многу различно. А од каде би почнала со менување? Па јас мислам вака. Мислам дека дефинитивно треба се смени културата на поставување прашања. Жалосно е да мислиме дека тие деца што поставуваат прашања не знаат или не слушаат. Најчесто е демек не си бил внимателен, не си слушал, па сега прашуваш. На тест не смееш да прашаш објаснување на задачата, не смееш да прашаш, да. А не може па да очекуваме дека се што ние ќе кажеме треба секому јасно да му биде. Мислам, факт е дека колку и некојаш да сакаш да јасно да објасниш, не е јасно. Јасно. Мислам, затоа има и недоразбирање. Така да јас би тргнала од тука. Културата на поставување прашања. Едноставно мора да им се дозволи на децата да поставуваат прашања, затоа што преку поставувањето прашања уствари гледаме како они размислуваат, гледаме колку разбрале, како разбрале, што разбрале. А некогаш па и ќе разберат нешто што ние не сме го увиделе. И тоа е многу интересно. Некогаш ќе те подпрашат и викаш, аха, да, не помислив на тоа. Добар аспект, да. Да. Така да мислам дека тоа е едно, а друго, давањето мислење. Мислам дека овде децата не можат да имаат свое мислење, затоа што има едно мислење што е точно или неточно. Или ако кажат они, тогаш твоето е неточно, треба вака да мислиш. Значи, тоа дефинитивно би го сменила, затоа што е многу убаво да имаш свое мислење, да бидеш свесен за туѓото мислење, да можеш да го прифатиш различното мислење, затоа што сепак од разликите доаѓа напредокот, не од истото мислење. Така. Да. Фантастично. Да. Многу бого го срочи ова, мислам. Фала ти за размислувањево. Точно ли е? Апсолутно се согласувам. Не, апсолутно се согласувам. Јас сум човек, навистина, јас не сакам формалности. Формалностите ни се неопходни за да може да функционираат нештата, апсолутно, за да се постават основните параметри на општествено уредување на начинот на кој што функционираат нештата, ама апсолутно се согласувам дека ова е начинот од кој што треба да се гради една здрава личност во едно општество. Не сметам дека треба да покажеме некој колку не знае. Туку треба да го поттикнеме да каже што знае. Точно. Кај нас некако имам чувство дека треба да се провери колку не знаеш, а не колку знаеш. Некако знаењето е остатокот. Така. Треба да биде обратно. Понекогаш сваќањето на едно прашање и длабокото размислување на тоа прашање е многу поважно од дали ученикот ги прочитал сите други лекции во учебникот. Не е тоа важно. И ова беше едно и од прашањата за кои што сега ќе позборуваме и мислам дека ова е суштинско решение на проблемот кој поттекнува од прашањето зошто нашите деца не знаат да размислуваат, зошто покажуваат тестови резултати дека читаат без разбирање. Затоа што сметам дека не сме им дале можност да го разберат материјалот. Никој не побарал од нив да читаат со разбирање, затоа што ако прочитаат со разбирање, одговорот не е точен. Така. Значи тоа е главниот проблем. Јас еве гледам и по моите деца, значи на тестови, тоа е, одговорот е тоа, ама не е со истите зборови. Така. Веројатно тука почнува промената во реформите. Треба да престанеме да бараме децата да размислуваат како нас, да ги
Точно, да ги повторуваат Треба да им нашите дадеме, зборови. Да, треба да им дадеме. Значи ние може да им ги пласираме концептите, меѓутоа размислувањето треба да дојде од нивна страна. Така, апсолутно. Да. Дефинитивно не мислам дека треба да се на едно прашање да мериме колку реченици ќе каже за да го објасни или едноставно ќе го даде точниот одговор со 5 збора во една реченица, каже на сопствен начин. Мислам, тоа е тоа што треба да се чуе. Да, дефинитивно. Тоа, мислам, треба да биде едно од првите промени во нашиот образовен систем. Затоа ти велам, благодарам за како убаво ни го објасни својот став, затоа што сосема е во центар. Мене многу ми значи тоа. Еве ми се случило на на некои од работилниците, кога присуствуваат наставничките, ги смируваат децата. Не прашања, спуштете рацете. Некогаш морам и ја да интервенирам, да кажам. Не, кренете раце, Не, морам да се договорам со наставничката дека е окей, дека мене не ми смета. И дека јас баш сакам, нели, да ми постават прашање. Се знам дека Никола не почнува предавање без да му постават прашање. Поготово првото предавање, и тој ќе си каже на неговиот подкаст. Ама тој секогаш ќе им каже: сега поставите ми прашање ако не продолжувам. Да. Тоа е тоа, мислам, онака, од каде тргнува љубопитството, мислам. Тоа е тоа што не смееме да го задушиме. Се друго може. Сиве овие прашања се врзани со вашата дејност, што почнавте да ја ширите низ Македонија преку соработка со неколку општини, односно работилници наука за деца. Преска спомна дека она уште не беше замината пандемијата, не можевте да влезете во училишта, но училиштата излегоа надвор. Учениците излегоа. Мислам дека имаш веќе солидна перцепција, мислам веќе ми потврди од муабетов што го правиме. За состојбата во нашиот образовен систем работите со пониски оделени од прво до 6, така до 5. Ние обично покриваме од прво до 9. Така. Да, школска значи имате основно образование. Да, верувам дека имате онака и увид и мислам дека имаш баш сериозен став во каква не во каква состојба се, туку каква е твојата перцепција за умењето на децата. Она што кажав преска, имаат кликер. Јас мислам дека имаат, само што никогаш не им се дава да го покажат. Така. Затоа што со спуштете раце, кјутете и не поставувате прашање, не се гледа кој има кликер. Така. Затоа, на вистина, значи, на сите работилници до сега, ретко се случува, значи, некој дете да не е заинтересирано. Еве, од сите работилници што сме ги направиле, дали на една рака можам да избројам деца. Значи, секогаш се многу вклучени, нормално со 100 прашања, нормално некои подинамични од други, мислам, природа е тоа. Ама секогаш им светкаат очињата и поставуваат прашања и сакаат да знаат, изнаоѓаат примери од нивното секојдневие. Така да јас мислам дека имаат. Мислам дека малку неправедно се им се препишува на децата. Мислам дека малце и ние возрастните и системот треба да превземеме одговорност за тоа. Така, тоа ми беше муабетот, колку е до децата, колку е до системот. Не мислам дека е толку до децата колку до системот. Сепак тие се мали, ние сме тие што ги калапиме, ние сме тие што ги насочуваме, ние сме тие што обврската да ги. Да. Значи, ако ние им викаме не смеете прашања да поставувате, ние сме авторитетите. Да. И тие ќе пораснат во личности кои што ќе сметаат дека не смеат прашања да поставуваат. Или да кажат свое мислење. Така. Или дека тука треба е поголемата да се тежина на проблемот што го правиме во оваа возраст. Така да јас мислам дека има, само треба правиот организам да ја преземе одговорност. Да. Кажи ми, каде го гледаш развојот на наука за деца и краткорочно и долгорочно и што подготвувате за 2025 година? Не мораш се да ни откриваш, се разбира. И пак врзано со ова прашање, очигледно има луѓе кои што знаат каде се решенијата. Јас многу сакам сиве овие мислења да бидат вклучени, интегрирани во некоја радикална, навистина радикална нова платформа за основно образование, во јавното образование се разбира, од каде што нештата ќе тргнат од
друга точка, да почнат да се одврзуваат проблемите што ги имаме. Чисто сакав да те неколку прашања неколку прашања во нема врска, ќе пробам да ги одговорам. си баш онака си разговараме за нешта. Краткорочни и долгорочни цели ме праша, па вака. Краткорочна цел би сакала конечно да се роди нашата НЗД апликација, која што ја спремаме веќе неколку месеци и планираме значи да биде да го види белиот ден во 2025-та, а долгорочна цел мислам дека би ми била некој од нашите студенти да постигне голем успех во светот и после да најде начин да го врати своето знаење во Македонија и да биде, да речем, ментор на некое друго дете од новите генерации. Значи, тоа го гледам како долгорочна цел на наука за деца, а краткорочната е за апликацијата што ја спомнав. Значи, планираме една апликација која што се базира на нашите видеа, што ги имаме на нашата веб страница. Тие се, значи, како што кажав, преведени на македонски, обработени и синхронизирани. Планираме тие да ги употребиме за таа апликација која што ќе биде еден вид на тутор на децата, ама со помош на вештачка интелигенција. Преку таа апликација, значи, може да се прават тестови, може да се прават предизбици, може да се учат нови работи. Дел од прашањата што ги поставуваат децата како дел од надпреварите претходно што ги имаме организирано, ќе бидат искористени. Дел се направени прашања од професорите, од Бојана, Венка, Марија, Дафинка, Надица. Дел се од вештачка интелигенција. Значи, сакаме некако да направиме нешто што ќе им биде помош на сите. И на децата, и на наставниците, и на родителите, пошто ни ги спомнавме на почетокот. Значи, тоа е нешто што го најавувам, да речем, за 2025, ама повеќе детали мислам дека би било подобро да споделиме кога ќе дојде моментот. Во некоја следна епизода на Умен подкаст. Да, секако. Ти благодарам многу што ни беше гостинка. Јас навистина уживав во муабетов и мислам дека отворивме прашања и ни даде онака баш многу убави насоки. Не мислам дека е тоа некој утописки свет во кој што треба да се стремиме. Навистина мислам дека ова се реални може почетоци, да стане реалност. Апсолутно. Да, апсолутно. Не мислам дека е само утопија. Така, да. На убави промени кои што може дека да донесат нешто. Сите се фокусираме на тие работи и наоѓаме начини како да ги оствариме, мислам дека сето е остварливо. Така. Мислам, јас можам да го видам, се надевам и другите луѓе. Да, и јас го гледам. Да. Така што, двајца се супер за почеток. Да. Верувам дека се многу повеќе. Не, има и повеќе. Знам дека има многу повеќе. Двајца на подкастот. Да, двајца мод на подкастот. 100% учинок имаме на подкастот. Да, апсолутно, да. Фала ти многу. Се надевам дека не беше тешко. Не. Фала многу што ме поканивте. Вети ми дека повторно ќе дојдеш во некоја наредна сезона. Секако. Фала ти многу. Фала.